Утре нов бојкот во маркетите во Македонија. Поголем дел од граѓаните се подготвени и утре исто како и претходниот петок да бојкотираат и да не купуваат од маркетите. На ваков начин се обидуваат да придонесат за намалување на цените на производите во маркетите кои се доста високи. Министерот за економија Бесер Дурмиши на денешната пресконференција посочи дека контроли веќе се прават на терен и утре или најдоцна во понеделник ќе се знае какви мерки ќе преземе владата во однос на поскапувањата на производите. Поради тоа што имавме информации дека се зголемени цените на основните производи, каде што им е потребно на граѓаните, затоа ние кажевме дека ги разбираме граѓаните. Разбирливо е тоа. И одма преземавме мерки. Одма преземавме чекори извини. Државме состанок со КЗК и со Државен пазарен инспекторијат. Им дадовме насока за оние да излегуваат на терен и да ги гледат за овие 6 месеци како се движеле цените на маркетите. Кога ќе го завршат таа процедура, поради тоа што имавме информации дека се покачиле цените, врз основа на тој извештај ќе ги преземеме мерките. Се контролираат добавувачите, но и производителите, трговците и продавачите, со цел да може да се действува и цените во маркетите да почнат да бележат намалување. Затоа Државен пазарен инспекторијат мислам дека до крајот на оваа недела ќе го заврши целата контрола. Сега тие контролираат, значи дистрибутерите, добавувачите, производителите и трговците. Значи кога ја вршат контролата не ја вршат само кај производителите. Целокупниот процес го контролираат, ќе ги контролираат колку е процентата на маржата стаена од трговците за период од 6 месеци, дали таму е чекано и врз основа на тој извештај што ќе го земеме од Државен пазарен инспекторијат, како влада ќе ги преземаме мерките. Инаку по бојкотот во петокот и анализите на управата за јавни приходи, прометот во големите ланци на маркети беше намален за половина споредбено со претходниот ден.